Туа на јавност. Денес пред нас е второто читање на законот за кој што имаше исклучителен голем интерес во јавноста. Исклучителна потреба, укажано многу пати, дека има потреба од измени и имаме потреба од регулирање на една тематика во која што имаме секојдневни злоупотреби. Тематика во која што имаше јасно изразена потреба од регулација на издавањето на лиценци за експлоатација на минералните суровини и како таква се разбира дека беше многу интересна и за јавноста, и за нас, и за стручната јавност, и за експертите, за невладините организации. Една тематика која што предизвика, односно е носител на ретко виден граѓански активизам. Така да, јас повторно ќе укажам дека битката за чиста и здрава животна средина бара соработка, бара размена на идеи, разбирање на ставови, бара да имаме дух за различни мислења, бараме пред се искрена заложба и посветеност. За оваа тематика не се бара демагогија. За оваа тематика немаме потреба од двојни стандарди. За оваа тематика не можеме да бидеме недоследни. Не можеме декларативно да се залагаме за една, во пракса да спроведуваме сосема друга. Како што кажав, имавме и многу долга и плодна расправа и за време на комисиските расправи. Таму пратеничката група на ВМРО-ДПМН во соработка со стручната јавност, со експертите, со 35 невладини организации поднесе 45 амандмани. Сите од нив беа инспирирани, односно насочени врз основа на искуствата и проблемите што се случуваат на терен. Имаше конкретни амандмани кои што ќе донеса голем квалитетен допринос во регулирање на тематиката. Амандмани со кои што инспирирани од праксата, инспирирани од експертите, од нивното знаење, од нивното искуство, од забележаните негативни појави, од грижата за подобра животна средина, кои што може да бидат преточени во овој закон и да решиме проблеми. За жал, делумно точно беа прифатени, но за жал суштинските, концептуалните беа отфрлени. Веќе е јасно дека заложбите за власта за подобра животна средина се само декларативни. Скажува дека за оваа влада преди се личните партиските интереси, бизнисот и профитите. Се разбира дека оваа расправа, досегашниот тек, докажа дека за власта е сосем прав ужас самата помисла за јавна расправа, за транспарентност, за информирање и инклузивност во процесот на издавање на лиценците. Исто така, свативме, односно е јасно, дека се решени за целоста, потполна, апсолутна централизација и заобиколување, односно игнорирање на единиците на локална самоуправа и советите при истите. Се разбира дека за жал ќе констатираме и дека ги одбиваат сите форми и инструменти кои можат да бидат искористени со цел повисокиот јавен интерес да биде ставен пред личниот, партискиот или интересот на инвеститорите. Во суштина, се појави и овој закон во скратена постапка. Не разбравме зошто. Имаме постапка со ЕУ знаменце, искористена или поточно злоупотребена Европската директива со која што беше истата повикано и законот за техничка инспекција. Верувале или не? Имавме амандмани кои што се темелеа да се усвои мислење да се дава согласности од локалната самоуправа. Но пред тоа да кажам дека суштината на целите заложби беше јавната расправа. Јавната расправа за потребата од законот. Јавната расправа со која што можевме сите да увидиме работи што дури можеби од амандманите беа превидени. Дури работи со кои што и законодавецот, односно предлагачот на овие измени, направил соодветен превид. Многу ми е жал што овој закон се усвои, односно помина комисиската расправа пред Законот за сметководствени работи. Таму имавме јавна расправа. Таму имавме можност директно сите пратеници и од мнозинството и од опозицијата да воочиме какви се реакциите од фелата, какви се од оние што го практикуваат, односно што ќе треба да го применуваат тоа законско решение. Лесно беше се увиди од сите какви последици може да се случат. Замислите го ова
каде што некој од претходните дискутанти кажа, каде станува збор за тематика со која што штетите се непоправливи. Штетите по животната средина, по воздухот, почвата и така натаму. Таа јавна расправа, доколку беше со самиот закон, ќе ни можеше само да допринесе. А веќе имаме позитивно искуство од нив. Јавната расправа беше предвидена во секоја фаза од постапката за издавање на лиценци за експлоатација на минерални суровини. Ниту една не беше прифатена. Зошто го велиме сега, повторно се вратиме на вториот темел, вториот пилар на предложените измени концептуални што сакавме да ги поставиме. Генерално, нема подобро или позасегната директна демократија и мислење и ставови од оние што се директно избрани од граѓаните на локално ниво. Тоа се представници кои што се наоѓаат во советите на општините. Тоа се представници кои се најдобро запознаени од комуналните проблеми до сите потенцијални ризици што би можеле да ги имаме на животна средина. Тоа се представници во најширенолик состав од најмногу политички партии, представници кои што се во секојдневна комуникација со народот. И ние сме, но тие директно се засегнати. Не можеме да знаеме ниту ние, најмалку пак некој административец во министерството, подобро кој е засегнат од загрозената животна средина од нашите советници во општините. Беше исфрлено. Понатаму, во законот се предвидува мислење. Не се бара согласност како што кажавме. Не може мислењето кое што може да биде заобиколено, бајпасирано, да биде подобро отколку согласноста што треба да даде општина, единица на локална самоуправа, која што е директно загрозена, односно засегната од постоењето или непостоењето на еден рудник. Зошто било проблем доколку имаме јавна расправа во некоја фаза од постапката за издавање на една лиценца, каде што би биле повикани представниците на локалната самоуправа, каде што би биле запознаени и информирани и граѓаните, и советниците, и представниците на сите аспекти како тече постапката, ако не за друго. Зошто се трудиме да го централизираме целокупниот тек, целокупната процедура во административен карактер. Исто така, не се устои начелото за максимална транспарентност и информирање. Соодветните акти, решенија, писници и слично да се закачат на веб страните на општините и министерството. Каква штета можеше да има процесот или владата од тоа да бидат граѓаните детално и благовремено информирани? Да се пониши секоја можност за дезинформација, шпекулација или нешто слично. Да бидат запознаени како тече постапката, што е офатено, што е направено, што е превземено. Начин еден плюс да се остране било каков сомнеш за работата на институциите и органите кои што се задолжени за издавањето на лиценците. И конечно, нашите препораки од Европската унија се токму во структурната соработка институционална помеѓу централната и локалната власт. Имавме идеална прилика и шанса токму тоа да го спроведеме во пракса, да направиме неколку чекори напред, а ние наместо тоа правиме чекори назад. И имаме директно уверување дека тоа немало потреба. Нема потреба од согласност од локалната самоуправа, немаме потреба од информирање детално на јавноста и немаме потреба да се чуе гласот на стручната јавност, експертите, невладините организации и оние што се директно засегнати од оваа регулатива. Се надевам дека за скоро време ќе можеме да имаме прилика овие непотребни ситуации во кои што ќе се најдеме со сигурност да можеме да ги измениме со примената на новиот концепт кој што го предложи граѓанскиот активизам и ВМРО ДПМН. Ви благодарам.